Имаме фактичка состојба за правно мислење да се одговара и да се конструира случај заради правно мислење. Значи, вие имате илјадници предмети каде што имате позитивно мислење, а судот не го прифаќа тоа мислење. Судот воопшто не е врзан со мислењето. И вие да конструирате предмет заради нечие мислење, дали некому треба да се укине притвор или да не се укине притвор, при постоење за тоа кривично дело потреба од директна умисла, мислам дека е надвор од законските одредби. Исто така би сакал да кажам, веројатно го забележавте обраќањето на мојот властодател Бојан Јовановски во врска со неговата здравствена состојба. Морам да укажем и да информирам јавноста. Значи, уставно начело од член 9 до член 11 во највисокиот правен акт во Република Македонија дека сите граѓани, а сметам дека Бојан Јовановски е граѓанин на оваа држава, се еднакви пред уставот и законите. Како може да бидат еднакви кога човек со нарушено здравје, со десетици медицински мислења за неопходен хигиено-диететски третман, се чува во ефективен затвор и секогаш со едно образложение кое што е исто од месец во месец. Не може неравноправна положба има со другите обвинети во овој кривично правен настан, иако сега има само еден обвинет. Невозможност за создавање и за спроведување на ефективна одбрана и подготвување на одбраната и реално загрозување на неговата здравствена состојба. Сметам, а тоа е ставот на Судот за човекови права во Страсбург, дека притворот треба да се смали на најблага можна мерка, и ако целта може да се постигне, тоа е инволвирано и во нашиот закон за кривична постапка, со поблага мерка таква треба да се спроведе. Не само секое месечно продолжување на притворот, независно дали е тоа потребно или не, со исти и еднакви образложенија. Не знам што се треба повеќе да направиме од тоа, кога човекот се наоѓа во животно загрозувачка состојба, да се укине притворот. Обраќањето рече да физичка ликвидација. Секојдневно ги има и закани, и притисоци. Во овој момент не би ги кажал од кого се, но има закани, дали ќе збори, дали нема да збори. Од надворешни лица, не е херметички затворена затворот Скопје, и он многу добро знае од кого добива и од како добива. И овој процес е најмалку правен процес, туку е политички процес. Од каква позиција од се луѓето, бидејќи не ги спомнуваат? Од висока позиција и од секакво милје во оваа наша убава држава. Дали доаѓаат преку посредници тие закани? Апсолутно. Преку посредници, некогаш и директно. Дали се представници од власт? Не би можел тоа да го коментирам. Но дали се политичари? Не можам тоа да го коментирам.